Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Македонија треба да ги спроведе уставните измени и клучните реформи, а Европската унија активно да ја поддржи. Порачува известувачот од Европскиот парламент за земјата Томас Вајц во новиот нацрт извештај. Оценува дека пристапниот процес е фактички во застој поради нереализираните уставни измени. Извештајот, кој ќе биде презентиран пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, повикува на засилена политичка волја и од Скопје и од Брисел за да се оживее процесот на проширување. Во Македонија е потребна итна политичка волја да се реши застојот со уставните измени, нагласува известувачот за нашата земја Томас Вајц во прелиминарните заклучоци од извештајот за напредокот, кој ќе го презентира на 26 февруари. Не е постигнат напредок во однос на уставните измени поради загриженост за можни понатамошни блокади на билатерална основа или барање од соседна земја. Постои итна потреба од зголемена политичка волја од двете страни за надминување на овој ќорсокак. Во време на длабоки промени во меѓународниот поредок што Европа ги знае, особено во однос на агресивната војна на Русија против Украина, невидената неизвестност околу иднината на Трансатлантскиот сојуз и пошироките закани за меѓународниот поредок заснова на правила, од суштинско значење Европа да остане обедината. Нема простор за двосмисленост, нагласува Вајц. Според него, Македонија во моментов се наоѓа во тешка позиција, бидејќи процесот на пристапување е сопрен. И покрај некои позитивни реформи, сепак реформите во владењето на правото, правосудството и борбата против корупцијата се недоволни. Во забелешките стои дека нема прогрес во спречувањето на корупцијата, која е присутна во многу области. Бара да има истраги, но и разрешници во случаи со висока корупција, кои ќе служат за пример дека нема неказнивост. Во овој геополитички контекст може да се појават можности за оживување и забрзување на процесот на пристапување. Сепак, тој процес ќе остане заснова на заслуги и цврсто врзан за напредокот во фундаменталните области, особено владењето на правото. Затоа од суштинско значење сите политички актери во Северна Македонија, особено владата и пратениците од владеачкото мнозинство, да ја препознаат ова нова итност и да почнат да даваат опипливи, убедливи и искрени резултати во овие клучни области без понатамошно одлагање, нагласи Вајц. Во нацрт извештајот се поздравува напредокот за коридорите 8 и 10, но се посочува дека се потребни повеќе инвестиции во транспортот и енергетската инфраструктура, како и во животната средина. Позитивно оцената и усогласеноста со надворешната политика на Европската унија. Тој бара од ЕУ исто така ги исполни своите обврски да поддржи Македонија во исполнувањето на обврските, но и Европскиот совет да гарантира брз преод во следната фаза од преговорите, што Македонија ги исполни условите. По презентирањето на нацрт извештајот на 26 февруари, документот до април ќе биде разгледан од сите политички групи, пошто следува гласањето за него во АФЕТ во мај, како и гласање на пленарна седница на Европскиот парламент пред летната пауза. Од 2022-та, ова е втор извештај на Вајц за напредокот на Македонија. Предходниот извештај Европскиот парламент го усвои без македонски јазик и идентитет. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Извештајот на известувачот во Европскиот парламент е потврда дека Македонија е во застој и дека пристапниот процес е сопрен, реагираат од СДСМ. Според опозицијата, во документот јасно се нотира недоволен напредок во владењето на правото, реформите и борбата против корупцијата. Од СДСМ обвинуваат дека владата наместо реформи ја турка земјата во изолација, толерира корупција и води конфликти со соседите. Повикувајќи се на поддршката од 71% од граѓаните за членство во Европската унија, партијата оценува дека актуелната политика оди спротивно на волјата на мнозинството. И претседателката на државата смета дека државниот авион не е безбеден. Раскажа анекдота од нејзините колеги од регионот. Во меѓувреме продолжуваат политичките препукувања меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН околу тоа кој и како го користел владиниот авион. Ајде да ве насмеам. Владиното авионче, моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт, бидејќи е најмало и најстаро. Јас можам да кажам за мене. Употребата на владиното авионче понекогаш овозможува функционално извршување на државната работа, ама и поевтина од што користењето на комерцијалниот лет.
Сега не е многу пријатно и самата кажувам дека секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека е старо 25 години, а и купено на стар. Во ред, ако е така, СДСМ, односно граѓаните, го барат одговорот. Кои се патници во владиниот авион заедно со премиерот Мицкоски? Семејството на премиерот Христијан Мицкоски никогаш не го користело владиниот авион, но очигледно е дека работи фројдовскиот елемент кај СДС и дека тие на тој начин самите се издаваат дека Зоран Заев летал со целото семејство во Амстердам на одмор и дека најчестата дестинација на авионот била Ниш во времето на владите на СДС, велат од владачката партија. Градоначалникот на Скопје синоќ организираше настан за 100 дена од неговиот мандат. Го нарече отчет, а што порача? Затекнавме град претворен во депонија, расипани машини, автобуси заклучени по гаражите, а додека нашиот народ чекаше превоз. И сето тоа беше збогатено од претходниците со долг од речиси 300 милиони евра. Целосен колапс без преседан. Но еве сме денес, 100 дена потоа, со расчистен хаос, со воведен ред, со институции кои што даваме се од себе повторно да функционира, со вратено достоинство на јавниот систем и со јасна насока каде оди нашиот град. 100 дена без алиби, 100 дена тешка, но пред се честна работа. 100 дена во кои покажавме дека Скопје може, дека Скопје знае и што е најважно, дека Скопје ќе оди напред. Целосно е деблокиран процесот за изградба на клучката кај Момин поток. Изградбата продолжува со забрзано темпо. По неколку годишен застој, повторно забрзано се работи на оваа стратегиска совраќања точка која што спојува неколку наши клучни градски правци. Забрзано работиме и на проширување и адаптација на улиците што ќе се слеваат код подземната сообраќајница за старата железничка станица. Сложениот проект за изградба на булеварот Македонија со години беше во застој, а сега веќе има јасна динамика со визија за современ урбан развој. Ќе продолжиме со изградба на кружни текови кон центарот и кон кисела вода и ќе ја ставиме во функција првата подземна сообраќајница во Скопје. Значително Поранешните први луѓе на комунална хигиена седнаа на обвинителната клупа. Ке им се суди што дозволија главниот град да биде претворен во голема депонија лани во октомври непосредно пред локалните избори. Обвинителството тврди дека намерно не организирале собирање на сметот и ја загрозиле животната средина. Поранешниот директор на комунална хигиена Сабахудин Рустеми седна на обвинителната клупа во кривичниот суд. Обвинет е дека во текот на октомври спречил навремено собирање на сметот, а главниот град тонеше во ѓубре. Обвинителството гледа вина и кај управителот за отпад во предпријатието Аки Саити, па двајцата ги гони за загрозување на животната средина со отпад. За ова кривично дело предвидена е казна затвор од 1 до 10 години. По предлог на адвокатите, стартот на судењето беше одложено за 26 март. Судот заради објективни причини не бил во можност да овозможи увид во предметот, а како што тврди одбраната, од тоа зависело произнесувањето за вина. Е неопходен увид во доказниот материјал кој што е доставен со обвинителниот акт, а од тоа зависи навистина каква теорија одбраната ќе завземе во делот на главната расправа кога треба обвинетите да се произнесат дали се виновни или не за кривичното дело кој им се ставаат на товар. Рустеми и Саити според обвинителството со умисла не ги спроведувале плановите за управување со комуналниот отпад, дополнително и не се грижеле за исправноста на опремата и уредите за собирање на сметот. Така двајцата обвинети овозможиле да се создадат депонии на јавни и сообраќајни површини, наведуваат од обвинителството. Ке направиме увид, ке видиме за каква сметководствена евиденција станува збор, за каков доказен материјал од областа на работењето на јавна комунална предпријатија станува збор.
Во последните неколку месеци во мандат на Рустеми постојано имаше проблем со редовното собирање на сметот во Скопје, а во периодот меѓу двата изборни круга за локалните избори, ниту еден контејнер не беше испразнет, па цели тротоари беа затрупани со ѓубре. Зоран Јаневски, Сител телевизија.